Многу неизвестности го следаа лансирањето на Ineos Grenadier, но сега, кога е реалност, покажува големи амбиции. Првите пазари на кои ќе настапи се Европа, Австралија, Нов Зеланд и неколку земји од Африка и Блискиот Исток. Во Америка и Азија ќе се појави подоцна. Русија воопшто не е во план, а за Кина не се знае. Изгледот во целост му инспириран од Defender, заради што на почетокот со него се занимаваше и британското судство. Поставен на крута челична шасија со дебелина од 3,5 мм, што ја гарантира неговата издржливост. Механичките компоненти на подвозието се подпишани од докажани добавувачи – Carraro, Aibach, Brembo и други. Преносот на силата е постојан на сите 4 тркала со 8-степен автоматски менувач, редуктор и централен диференцијал кој може да се блокира. Теренските можности се дополнети со електронски асистенти за искачување и спуштање по стрмнини и контрола на пролизгувањето на тркалата. Дека е мислено на се покажува и тоа што во офроуд режимот на возење паркинг сензорите, подсетникот за безбедносните појаси и старт-стоп системот се исклучени. Ineos Grenadier безбедно може да прегази вода длабока 80 см, да повлече приколка тешка до 3,5 тони и на покриво да носи товар од цели 420 килограми. Моторите ќе доаѓаат од BMW, 3-литарски со 6 цилиндри и максимални 286 конски сили во бензинската и 249 во дизел изведбата, а цената и на двете верзии е иста. На располагање ќе биде само една каросериска варијанта со двокрилна асиметрично поделена задна врата. Багажниот простор се движи од 1150 до 2100 литри, а купувачите ќе може да бираат широк спектар опции и дополнителна опрема. Grenadier ќе се произведува во фабриката на Daimler во Амбах, каде се правеше Smart, која Ineos ја купи во 2020 година.